Како во изминативе години, така и оваа. Гоце Трајановски повторно ги дочекува есенските и зимски денови целосно неподготвен за справување со загадувањето, кое што е најкритично во овој период од годината. Виновник за ваквата состојба не е времето, не е однесувањето на граѓаните. Загадувањето, за жал, е последица на погрешните политики на власта на централно и на локално ниво. Колеги од ВМРО-ДПМН, бидејќи во континуитет овие 2 дена се фалите дека владата превзема бројни мерки да го намали загадувањето, ајде да ја видиме актуелната ситуација. Дали вашите мерки се само популистички и уствари ништо не е направено? Загадувањето е сериозен и комплексен проблем. Значи, за тој проблем не постои волшебно стапче или копче кое што може да го вклучите или употребите за да но за време го решите. на кампањата не викавте тоа, не викавте дека вие ќе сте решението. Значи, никогаш на граѓаните не сум ветил брзо решавање на овој проблем. Кога се создаваше лани фондот, најмногу средства дојде од канцеларијата на премиерот на владата господинот Зоран Заев. За жал не сите министерства партиципираа со средства од рамките на своите буџет да го зголемат овој буџет. Сега јас не се бавам со граѓаните. Граѓаните може да се тужат. Знаете вие дека ние Македонија ние сме Швајцарија. Брзи решенија нема. Јас тоа отворено го кажам. Било кој политичар, од локално до највисоко национално државно ниво, кој ќе ви каже дека има брзи фиксови, брзи решенија за овој проблем, ве лаже. Тоа бара посветеност, систематичност и ангажираност на сите, особено надлежните органи, и резултати на подолг рок. Од позицијата на председател на државата, имам намера тоа прашање да го кренам на нивото на една од заканите за националната безбедност, поради што мора да следи негово такво дефинирање и во основните доктринарни документи од одбраната и безбедноста.